Наглиот пат на температурите почна да ги празни улиците. Ваков студен октомври не се памети од кога немало, велат граѓаните. Она што ги плаши е кулкав студ ки им донесе зимата. Сепак тие домакински се подготвија за она што следува. Огревот е спремен, а поголемиот дел од нив по традиција домовите и оваа сезона ќе ги затоплуваат со дрва. Според нив, грејната сезона најчесто трае 6 месеци, од кои во 3 е неопходно поинтензивно грејење, додека во останатите најчесто се сведува на делумно загревање на просториите. Оценуваат дека наевтино достапно грејење е со огревно дрво. Колку еве кубик на дрва ли се греете? Да. Како ви се чини цената, колку набавивте? Приступачно, по 250. Не е скапо, со на дрво не е скапо. На дрво. Зошто? На дрво. Па традиционално на дрво секоја година и на дрво. Така, скапи ли? Висока ли беше цената на огревот? Околу 2500 кубикот. Просторен метар, како го викат сега тоа. Добро. Според вас, висока или? Па висока, како не е висока за нашиот стандард е висока цена. Сепак е најефтин огрев. На дрва. Зошто? Па од село сме ние, така да. Да. И по-добра е топлотата. Ваши собствени? Не, ги купуваме, да. И како ви се чини цената оваа година? Висока е? Па цената е висока, ама мораме. Сепак Дрвата се не ги заменува ништо. Според некои пресметки, просечно македонско домакинство годишно користи од 3 до 10 метри кубни огревно дрво за загревање или најчесто околу 6 метри кубни. Просечната малопродажна цена за метар кубен буково огревно дрво се движи од 2000 до 2500 денари, а кај дъбовото дрво е поскапа за 200 до 300 денари по метар кубен. Тоа покажува дека за грејење со огревно дрво просечно македонско домакинство одвојува од 12 до 20.000 денари годишно. Во однос на задоплувањето со електрична енергија, пресметките покажуваат дека домакинство треба да одвои до 30.000 денари во нормално студена година, а доколку температурите се пониски, сумата значително се зголемува. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во Македонија има вкупно 564.296 домакинства и 698.143 станови. Ако од бројката се одбијат оние кои се загреваат на централно грејење во Скопје и домакинствата што се греат на огревни дрва, излегува дека околу 370.000 домакинства се греат на електрична енергија, иако има и домакинства во Куманово и Струмица што се греат на природен газ, како и во Битола и Кичево, кои се греат на јаглен. Кочанско-Виничкиот регион има најголеми можности за наевтино загревање со геотермални води, но тие за жал се уште се искористуваат за одгледување градинарски култури,